Здраво, јас сум Никола. А јас сум Анѓела. Во последните 9 месеци снимаме видеа за социјални мрежи. Направивме 21 милион прегледи и одлучивме да го снимиме нашето прво YouTube видео. Тематиката на видеото ќе биде колку камперскиот одмор е поразличен од одморот во апартман. Останете со нас. Па нашата авантура може да почне. 4 саат бајле. И што би кажал Ангело, safety first. Денес патуваме од Куманово до Литохоро, мало, толку непопуларно туристичко место во подножјето на планината Олимп во Грција. Оваа рута минува преку главниот автопат низ Македонија и продолжува по грчките автопати. На овој пат ќе поминеме 8 патарини, од кои 5 во Македонија и 3 во Грција. Секоја патарина има своја вредност, а вкупниот трошок за сите патарини во еден правец изнесува околу 710 денари. Добро јутро. Колку беше? Тоа значи дека во двата правци треба да издвоиме 1420 денари или пресметано во евра, скоро 24 евра. Точно од каде што тргнавме од Куманово до кампот Евридики, кој се наоѓа помеѓу Олимпик бич и Лептокарија, имаме околу 300 километри. И за прв пат носиме миленик надвор од граница, а тоа за нас е едно ново искуство и нови проблеми со кои се соочи. Покрај вадењето на пасош и сите вакцини кои треба да ги има миленикот, додатно се вади документ од инспекторат преку матичниот лекар за секое излегување од граница. Документот чини 1800 денари после сите процедури, што за нас нема логика, но правила се правила. Овие информации ги споделуваме со вас доколку и вие носите миленик и со какви процедури ќе се соочите. Изминавме половина пат, го поминавме Велес, мислам дека сега не готино, идеме за Демир Капија. Најверојатно на Демир Капија ќе правиме пауза, пошто секоја година кога кидам, мада не сум видел едно 4 години доле у кампот, правиме пауза за цигари, пошто не пушам у кола. И после ќе идеме на граница. На граница, ако не отворат, има што да видат. Носиме опрема за снимање, да можеме да ви представиме како што треба, како изгледа камперски живот. Носиме 4 камери, микрофони, 2 студиски осветлувања, дрон. Може и ќе ви снимиме како се тоа изгледа, или поново како го викаат хол. А и го носиме новиот апарат со нас. Ке ни треба малце пракса. Земавме Sony Alpha 7, 4-та генерација со G Master 24-70 објектив. Тој објектив е идеален за таа камера, според сите рецензии што ги имаме читано по интернет, е перфектно. И се надевам дека ќе успееме да го испраксираме таму и ќе ви покажеме и дел од сликите, нели, кои ќе бидат направени. Жена ми понесе еден цел куфер со алишта, има фотосесии, што да ти кажам, кидам да одморам, али во наводници. Ја поминавме границата, но проблемот е што кај нас на границата ги фативме на смена, па почекавме малку подолго и немаше гужва. За 45 минути ги поминавме и двете границите, моментално сме у Грција и имаме од прилика уште 100 километри да стигнеме до кампот. Скоро па стигнавме, конечно прв допир со морето, али визуелен. Сега влагаме во околниот комплекс пред кампот. Тука има некој хотел, ресторан, искрено никад немаме идено да јадеме. Од десната страна се куќичките и вилите, не знам колку ќе може да се видат, но кога ќе се прошетаме ќе ги снимиме за да може, нели, да ви ги прикажеме како што треба. Тука понатака, колку се сеќавам, од лева страна треба да ми биде Дион ресортот со 5 звездички, кој си има приватна плажа од другата страна. Но нормално и кафе бар може да се напиете кафе во ресторанот, да си јадете. Маркетчето уште работи, иако е мало, не е лошо снабдено. Сите онака намирници кои се, нели, леп, ти зафалило млеко, такви работи ги купуваме тука, а по големото пазарење идеме у Лептокарија, у Lidl.
тука има една црква, искрено ви кажам, не знам како се вика, но ќе истражам на Google и ќе ви ја снимам, ќе ви ја покажам. Веќе влагаме во кампот Евридики за неполни 5 метри. Во првиот дел од кампот се шатори кои ќе дојдат или кои немаат резервирано нели секоја година и они се поназад или шаторите или камп комбиња и такви работи. Од лева и од десна страна се приколки. Нека не ве чуди ваквиот изглед. Долниот дел не е вака, многу е поразлично. Ова е само влезот. После се дели на два, лев и десен дел. Нашиот камп е во десниот дел, у левиот дел се WC-ата, кои се одржуваат по 3-4 пати на ден. Хигиената е на завидно ниво. Па така беше до пред 4 години. 4 години неам идено. Еве сега доаѓаме после 4 години да направиме компарација помеѓу камперски живот повторно и апартмани. Самиот мирис веќе ти дава знак дека има разлика од апартман и од камп. Ќе пробаме да направиме интервју со некој кој ќе сака да излезе пред камера. Нормално треба да биде кампер веќе подолго време, да објасни зошто е он кампер толку години, зошто се враќа одново и одново, како го поминуваат денот, по колку време седат, си проаѓаат комбиња многу често, продаваат свежа риба, овошје, зеленчук. Ние стигнавме да се истовариме, па се слушаме потоа. Нашиот поглед изгледа вака. Се вајле првото утринско кафе. Ќе биде со овој поглед и мислам дека ќе биде топ. Ова е еден огромен простор, каде што у левиот дел имаме кујна, пезариска маса. Снашки е, кажи здраво, еве се појави и она конечно у видеото. Тука во овој дел ќе го наместиме телевизорот, а во овој дел подоцна ќе наместиме, ние си го викаме свој кафич. Ќе наместиме трава, ќе наместиме столчиња, масичка, осветлување и кога ќе падне мрак, тука знаеме да си седнеме и да си правиме кафе муавет или пиво муавет. Натрешноста од кампот ќе ви ја покажеме некој друг ден, бидејќи е многу жешко и малце спиевме. Кога се малце спиевме и кога дојдовме сега тука, отспавме едно саат време и сега сме уште убунило. Ќе правиме нешто за јадење, али пак тоа ќе биде некој сендвич, брзо потезно, бидејќи имаме уште работа, кој што треба да ја завршиме. И што имаш да кажеш како прво доаѓање тука? Много е вручо, али е многу го. Многу го. Кога видиш која лепота е, нема веќе што е вручо. Исплати се што е вручо. Пошто ја ќе ви зборам литературно македонски, а она ќе збори кумановски, самото видео ќе ви оставам тајтл доле. Ако некој нешто не разбира, да може да разбере со превод. Кумановски си, кумановски. Добро утро. Официјално ви прв ден. Прво утро. Времето е феноменално. Ангела уште спие. Некако план за денеска е да идеме на флажа, пошто вчера не бевме. Го преспавме пола ден. И денот е денеска за плажа. Ќе правиме снимки од самиот камп да видите како изгледа. Кампот, што се во него има. И може ќе идеме до Lidl лептокарија да си земеме некои основни намирници. Ќе видиме текот на денот, сакам ако послужи времето и не дува ветер и да направам снимки со дрон. Ќе види едно по едно. Ајде нектарина. Ајде томато. Да видиме што глупка. Како изгледа камперски појадок кај нас? Лепчиња, виршлички, кашка валче, ја моите со кетчуп ги правам,
И идеме уште едно. No. И ја во моето ставам малку мексикански микс. Бидејќи сакам вкусот да ми е шарен. Чуеме што сме направиле? Тоа е готов за 2 минути. Да не губиме многу време. Водата е перфектна. Не ми се свиѓа што малку дува ветер, ради не знам како ќе се понаша дронот кога ќе го дигнам после кога ќе зајде сонцето, за да може да се фати тој голден аур. Инаку на плажата е феноменално. Деца си играат, некој вози кајак, некој игра табла, се слуша музика, се одмара, си читаат луѓето книга, а и Ангела се врати. Каква е водата? Топ. Така да денеска ќе поминеме малце помрзеливо. Ќе седиме на плажа, ќе отидеме до Lidl доколку ни се оди, пошто купивме од локалните продавачи зеленчук и овоше, па ќе видиме дали ќе идеме до Lidl. План ни е да посетиме молот што е во Солун, да идеме во Паралија, да одиме во Лептокарија, да блиску тука има и Джамбо мол, еден малку поголем, ќе видиме како е со работно време преку викенд, пошто мислам дека недела не работи, но тоа треба да се провери и треба да провериме дали се pet friendly самите објекти, бидејќи ние сме со милениче, така да мора да водиме сметка и за тоа. Добро утро. Ден 2. Се одморивме малку. Денеска ни е планот да идеме на Олимп планината, да ја посетиме пештерата со скриена црква и водопадите, а успат на водопадите имало некои така наречени кади, кај што се капеле боговите, така кажува легендата. Не знам колку е тоа точно, но могу и да прашавме сите, кажаа дека вреди да се види. Дечки, идеме? Добра, горе од прилика што и... Како мислиш што вака да видиш? Таде, например, кај идеме, што прави? Значи, знам дека имаше тука нека напуштена црква, па по тие две патчиња едното носеше до една пештера исто со мала црквичка внатре. И водопади имаш. Потоа ти цел водопад вака надолу, нели како што тече. И као надолу негде ќе најдеме како кади. И така ќе фикаат кадите на Зевс. Ова е манастирот Дионисис. Тој се наоѓа на северните падини на планината Олимп, на околу 17 км од градот Литохора. Направен е во далечната 1542 година од монахот Дионисис, по кој го носи и името, кој својот живот го посветил на верата и духовниот мир. Овој духовен центар е познат по својата импресивна камена архитектура, фрески од византиски стил и вредни икони. Посетителите тука можат да уживаат во тишината на природата, свежиот воздух со чиста изворска вода и погледите што се протегаат кон Егејското море. Покрај верскиот живот, манастирот е почетна точка за многу планинари кои се упатуваат кон врвовите на Олимп планината. Манастирот Дионисис е символ на историја, духовноста и природната убавина на овој дел од Грција. Ако некад решите
Да појдете на Пештера. Размислете два пати. И конечно стигнавме до Пештеру. После доста одење. Ама, исплати се. На братот му се скина папучата, ги ја лепи со Ханзаплас. Ти ја видел? Овој патент ја мислам дека Nike треба да го преземе и сигурно ќе има продажби. Таман ти се скинала оп Ханзаплас и еве, идеме. Во одмора нога. А уште еден, слаб е патентот. После 10 минути од исклучокот, што имате да изјавите? Не беа 10 минути. Дефинитивно не се 10. Плюс 30, плюс 10. Друг пат водите ред кога ќе слушате жена. 30 минути управец се планина. И по втор пат успеја да не излажат. Да идеме по втората патека, која води до водопадите. Прашавме едни од Полска, вика 20 до 25 минути, вика only straight. Сега only straight или само право, ќе видиме колку ќе го изједеме до таму, видејќи веќе е напорно. Маката со сигурност се исплати. По напорното пешачење стигнавме до водопадите, кои се со кристално чиста вода, која се спушта по карпите, создавајќи природни базенчиња и освежителен воздух. Од тивката сенка на боровите шуми можете да уживате во свежиот воздух, звукот на водата и мирот што го нуди планината. Водопадите се лесно достапни, што ги прави совршена дестинација за кратка прошетка и одмор во природата. Не знам колку може да се види, но ова се кадите во кои се имаат бањата боговите. Многу е стрмен патот надоле и затоа нема да одиме ги колку може да се види од тука. Тоа е тоа. После цел ден шетање и напорен терен, можам да кажам, преубаво е да се види тоа се што го имаме видено денеска. Повтор пат не би ишол сигурно. Ми беше кејф денеска да го полетиме дронот, но временските услови и втор ден не ни дозволуваат. Се надевам дека у наредните 8 дена ќе може да го полетиме за да ги видите снимките од озгора како се тоа функционира. У наредните денови сигурно ќе имаме уште некои авантури, како што имавме денеска, со послаб интензитет дефинитивно, но ќе биде преубаво за гледање. Ова е ден 3 од камперскиот одмор. Денеска идеме на плажа, а напладне идеме во галарија и идеме во лептокарија. Нема 20 евра за лежалка како на другите плажи, синот сме свој. Што би кажал Томче инспекторот, водата е мас. Денешнава дестинација ни е галарија Тунел кафичот. Оваа кафуле е на самото крајбрежје скриено во карпа со навистина уникатен дизајн. Шанковите и целиот простор се направени да изгледаат како дека се од стари напуштени вагони, давајќи му посебен и автентичен изглед што веднаш ти го привлекува вниманието. Од терасата се отвора прекрасен поглед кон Тиркизното море, а подолу се протега уредена плажа каде што може да уживате со освежителни пијалоци додека ги слушате брановите. Онаа што го прави оваа место да биде уште поспецијално е неговиот собствен музеј, посветен на истакнати личности кои оставиле значаен белег во историјата и културата на Грција. Така да, посетата тука не е само уживањето во убавините на морето, туку и патувањето низ богатото наследство на земјата. Втора дестинација за денеска е лептокарија. Ќе видиме што може да ви снимиме, бидејќи има многу гужва, гладни сме, може нешто и ќе фатиме. Срцето на лептокарија е главната улица која е полна со продавници за сувенири, бутици, сладкари и мали маркети. Навечер луѓето уживаат со своите деца во луна паркот кој е сместен во самиот парк. Уличните сликари ги импресионираат посетителите со нивната уметност, а мирисите на таверните ве мамат на вечера. Го поминавме долниот дел на лептокарија, кај што сакав да јадеме гиро, нема да јадеме бидејќи кинезите имаат затворено. Сега се искачивме и идеме у горниот дел на лептокарија да видиме таму нешто да јадеме и ќе снимиме нешто. Во горниот дел од лептокарија ќе најдете потивка атмосфера, тесни улички, традиционални куќи и таверни со домашна храна.
Лептокарија е место каде што денот го минувате на плажа, а вечерта ја завршувате со прошетка низ жива и колоритна улица, полна со енергија. Сега седнаа смо у Грил Гиро со Ганијас, чекамо Никола да донесе гиро, да ги правиме гиро дали се тоа добри. Гиро изгледа обеќавајуќе, да ќе видиме и на укус какво е. Ово е второ гиро кое го јадем од како сме тука. Едното беше улите коро. Ово е во лептокарија. И можам да кажам дека се више испод просек. Од оно што го ја памтам, се помали и поневкусни. Ова е моја искуство, ова е моја искрена рецензија. Добро утро, четврти ден, 6 часот наутро. Ми стигна во група дека денеска е едниот ден, сега како да го наречам тоа, епитом на Сириус, и сите во 6:20 сабајли излегуваат на море или се капат во морето, бидејќи тогаш била сила на морето. Еднаш у година тоа се дешава кога ѕвездата Сириус се поклопува со земјата. Барем така вели легендата, колку е тоа точно не знам. Но според плажава гледам дека сите веруваат у тоа, така да и ние искочивме. Било добро за мир, благосостојба, здравје и така натаму и така натаму. Денеска времето не е ни за на плажа и затоа одлучивме да го посетиме Джамбо, кој ни е во близина на некои 9 километри од тука. Джамбо во Катерини. И ако имаме време, ќе идеме пред Катерини, што е продавница една на два спрата. Јас го викам кај кинезите. Таму можеш да најдеш се, од опрема за риболов до гардероба и гаджети за телефони, за такви работи. И е окей да се посети, да се види, пошто такви работи во Македонија нема. Натре ќе ве пречекаат редици со играчки, креативни декорации и сезонски украси што го менуваат изгледот на просторот во текот на годината. О, Попе, чао, директоре. Додека минувате низ рафтовите, ќе откриете мали детали кои ќе ви го привлечат вниманието. Од ситници за домот до оригинални подароци за најблиските. Дури ако не сте дошле со намера да купувате, лесно ќе се задржите уживајќи во шаренилото и инспирацијата што ја нуди секој агол. Само што завршивме во Джамбо, има се и се што, така да од играчки за деца до украси за дома. Купивме нешто, ќе разгледаме во кампот што имаме купено. Сега ќе пробаме да видиме дали кинезите се уште работат. Треба да се вратиме назад на пола пат, па да продолжиме за Катерини. Стигнавме, не можеме да ви снимиме, бидејќи врне, да не ја натопиме камерата, ќе снимаме од натре. Тука можеш да најдеш од гардероба до куфери, риболовна опрема, лустери, си најдовха да мои 4К кабел од метар и пол за 8 евра, за миленици цел одел, навлаки за седишта, за велосипеди опрема. Сега идем на трети спрат. Има и санитарија ако ви треба. Гардероба за мажи, за жени, за деца. Само што завршивме кај кинезите, тоа точно се наоѓа кога ќе тргнете, да кажеме, од Дион ресортот, ќе го поминете Олимпик Бич, на вториот кружен ток од десна страна има како на 3 спрата е мини мол и внатре може да најдете секако што видовте претходно, а сега кога ќе стигнеме у кампот ќе направиме овервив на тоа што сме земали. Се вративме конечно назад. Си изнакупивме многу работи за, па можем да кажем, и ефтини пари. Сега само да седнеме и ќе ви покажеме што сме купиле. Времето за на плажа не е, но за пиење кафе и уживање
дефинитивно е. Може би ќе се слушне на микрофонот како врне и тоа има некој драж. Траш? Да. Како што ви кажавме, бевме во Джамбо и кај кинезите. За ефтини пари начекавме многу добри работи кои ќе ни послужат у нашето секојдневие, така да ако сте во близина или планирате да имате пат, топло би ги препорачал и двете места. Прва работа која ја најдовме у Джамбо е оваа лед лампа која стои во самиот ќош на било кој дом. Сега ја ќе ја користам и за снимање повеќе, али кога не снимаме ќе си ја користиме као украсна лампа. Сега дали работи, колку работи, а ја земавме за цели 9,99 за 10 евра. Да видиме како ќе свети. Доколку е на струја или на батерија, што не знам. Сега ќе видиме. Многу е тенка и практична. Гледате колку е тенка. Опа! Добро светло е. Значи, за 10 евра. Смени Фантастично. боја да видим. Чека да видиме кои други бои ги има. Чека може да се појачува или не? Не? И бело. ова е. Да. Ова е white. Ова е warm white. Втора работа, која исто така ќе се искористам врз својот гейминг сетап или таму кај што едитирам и работам. Е neon light. Громче. Да го тестираме дали функционира и ово. Да. Според мене феноменално се закачува на шајче, на што сака да може. Свети сино и по мене се исплати, мислам дека беше 6,99, 7 евра. За 7 евра, како некој ситен детал, мислам дека е перфектно. Преубава торбичка. Баш интересно, може да се комбинира доста, црвено иде на доста бое. И мислам дека беше Не за ја Нешто- плативме мислам дека 6 6. евра. беше да. 5,80 или 6 евра, ма еве ќе ставиме као 6 евра. Земавме распар папучи. Пошто никој нема да ги носи, ова е играчка за Бела. Која е Покажи. Бела? Дојди бела. Мислам дека папучата е поголема од нејзе. Али за 3 евра нека се игра по дома, нека фрла, боле таква папуча него нашите да ги шета папучи. 60 центи е, пошто сака да го чува за дома. Наочарке, срце, наредно. Дефинитивно ја немам допир со ова. Не, тоа е преубава свеќе од лаванду. И многу бон мириш. Тебе нос не ти работи, джаби. Не. Многу бава, стварно. За 3 евра мислам дека Да, не да, се да. исплати. Брендирани Marvel Spider-Man чорапи И и Frozen. Frozen чорапи. Значи 6 пара за 3 евра, за 180 денари, дефинитивно се исплати. Да. Ова го Како користиме тоа, комарец. секојдневно, Да. доколку те касне комарец. Било што, не мора да е комарат. Било, било кој што, бачка. значи било која бубачка ако те касне, ставаш од ова после тоа за да престане да те чеша, да престане отокот. За 1 евро. Must have. А, школиче. На нашите им купивме за кампот подарок, кога ќе дојдат после нас, Ми сега ќе стварно им го видам. закачиме, И тропка. кога ќе дува ветер си тропкаат. И мислам дека ќе им биде добар онака детал у кафичот позади. Ќе видиме кај ќе го закачиме. И за 1 евро помошник да ти зачеше грб, мислам дека е феноменално. Функционерот на шолји може да ви каже нешто. Пошто имаме дома па над 100 шолји. Не, ваку немамо. Па не, Ово е таква нема. Ово е с мој иницијал. А, и многу е убаво. Бело-златно е. Преубаво.
мислам дека беше 3 евро. Пошто има проблем уште од детството собира салфетки, кај идеме купува салфетки. Една вади у колекцијата става, другите ги користиме кога ќе ни дојдат Ама не ли се убави? и купи салфетки. Не ли се убави? А Ајде, овие за тебе салфетки со салфетки. 500 евра планираме да снимиме некој рил. Така да ги земавме, ама не знам зашто ги земавме, ќе видиме, може нешто и ќе ни се најде. Джамбо потрошивме 58,5 евра за се ова, така да по мене е добар дел. Напишете во коментари дали е окей. Одме кај кинезите, пошто не требаше да купиме ништо. На крај купивме запасти за лична хигиена кога патуваме, пошто старите ги искрчивме и сега кога доаѓавме навака ги виткавме со стреч фолија, така да си купивме евро и пол едно. Тука е улеснително што цените ни ги пишува. Да. Си купив HDMI кабел за да можам мониторот на камерата да си го поврзам, да си ја поврзам камерата со мониторот. Пред да тргнеме тука ми изгоре и не можев да најдам спирално. Имаше у Скопје, требаше да идам до Скопје, па ме мрзеше, нема време, не отидов. И најдов 4K кабел за 8 евра, кој е метар и пол. Некој што разбира, нека ми каже дали е добар овој дил. Мислам дека е, пошто 4K кабелите кај нас се поприлично поскапи. И пошто идеме и у друга продавница, колекционерот се јави пак. Да. Ама да, еве, преубава е она и она одговара с салфетки. Гледаш кој одговара? Да. Значи преубава е. Пошто паричникот, тој што го имам сличен ваков, ми се искина, скоро скинат уште го користам, си начекав ист, може и за картици, Поблиско покажи. Убаво да може се и види. за картици, може и за суви пари, можеш и да ставиш визит карти или што и да ти треба. Ја у Македонија го платив 1200 денари Тоа и карго и карго, а овдека е 7 евра. Ова знам дека сигурно се исплати, пошто кај нас е 100% поскапо. Кај да идеме исто така купуваме на ракици, ова ни е трета у 4 или 5 дена. Ама не е обична. Не. Ова е за кварц. Редовно си губиме чупалици, па си начекавме за 1 евро 3. Или ти пинцети. Да, за 1 евро 3, така да има простор за губење. И палело шорцеви. Епа Тексас немаше. Мислам, овакви немаше и тоа се стреч. Много хубав материјал. Бројче М. Мислам дека без За 17 евра. 17 евро. Единствено што не се исплати кај кинезите е прстенов за 5 евра. Што нема логика. Не. Има логика затоа што е Што е? нерадјосувачки челик. Леле. Ха. Леле мајката. Да. Преубав, значи. Кај нив, единствено што не се исплатеше по мене беше прстенот, али ајде нека биде понезино дека е окей. Океј, сме. Таму потрошивме 40 49. едно, 49, да за да биде 50. не, 51. 49,90 и прстенот, не, 45,90 и со се прстенот 50,9, значи 51 и оваму. Ајде, без неколку центи, 100 евра. За 100 евра, реално, се исплати. Нема што да правиме сега понатака, ќе си пиеме кафе со Ангела, ќе уживаме во дождот, ќе си монтирам видео од претходните денови, ќе едитирам слики, што сликавме на Олим, доколку стигнам и ќе си одмарам. Дефинитивно. Денеска е ден за одмор. Поздрав. Дефинитивно. Чао. Чао. И добро утро. Ден број 5. Денеска е 1 август. Времето е поразлично од вчера.
не врни, на прогноза има дека нема да врне. Ки си правиме скаричка, бидејќи традиционално 1-2 август идат нели заедно. Кидеме на плажа, го апдейтирав дронот. Временските услови ветуваат дека денеска ќе можеме да го подигнеме, ќе видиме после како ќе функционира. Но и да не се случи тоа, ќе ги снимаме убавите кампови, кои се нели добро уредени и како изгледаат, нели, вклучувајќи го и нашиот. Договоривме интервју со човек од Србија кој е веќе од 2016 година кампер, така да има искуство и сигурно ќе има што да каже. Се гледаме на плажа. Меѓу зеленило и сенката на високите дрвја тука се сместени убаво средените камп приколки. Секоја камп приколка има свој мал двор со масичка и столици совршени за утринско кафе или тивка вечер под звездите. Просторот е чист, организиран и обвиткан со природа, создавајќи совршена равнотежа помеѓу комфорт и вистинското кампинг искуство. Некои од нив засадуваат дрвца, а други пак си ги украсуваат камповите и со сијалички, па имаш чувство дека секоја вечер е нова година. Ручих за 1 август, 2 угијача домашни и домашен колбас. За ова е заслужна кумановска скара. Нема подобро. Како што ви ветивме, најдовме човек кој од 2016 е кампер, кој може да ни каже многу повеќе зошто кампувањето е многу подобро од летувањето во апартмани. Он се вика Драган. По професија е стоматолог, во пензија или не во пензија? Стоматолог во пензија. Неговото патување во камперскиот дел го има започнато од 2016, тоа го разговаравме претходно. Моје некое прво прашање, како дојдовте во камп? Прво само да ти се захвалим на позиву и изот ми е драго да поразговараме о овој теми, да би могли да упознамо други луѓе, да развиеме неке фаме о кампувању, а и да дочарамо Евридики као камп. Као камп. Само би те исправио, кампуjem од 2016 у Евридикију, а уствари јас сам стари Титов извидјач. А тоа е било, значи... Тоа е било, значи, моје прво кампување е 58 или 59 година со извидјачима, у Комојским планинама, дел Србија, источна Србија. Тада сме ишли со извидјачима, sa легендарним одредом Маршал Тито. Значи ту е настал Тоа е почеток, да, со природом и у тоа време со извидјачи били више едукативна организација него сама организација која би учинила да деца буду негде збринута за лето. Шта се дешава? Значи, моје одрастање е со извидјачима, љубов према природи, према планини поготово, се наставила после кампувањем овде у Грчка. Кај нас, кога ќе спомнеш на некој камп или камперски одмор, на прво нешто што ќе му текне се инсекти, дека е прљаво, дека нема хигиена, дека WC-ата се катастрофални, дека ќе живеат на улица и денеска сме тука да го разбиеме тој мит, дека тоа не постои и на следното прашање можам да се надржам дали во камп се оди сам или се оди со цело семејство? Одма да будемо јасни, моја супруга е била апсолутни противник кампувања, баш из тих предрассуди. Хигиена, WC, тоалети, купатила, хигиена, инсекти, комарци и остала чуда. Јас сам годину дана радили смо у едно мало место ван Ниша, 30 км,
I dok je ona bila na specijalizaciji, ja sam putovao sam i u povratku sam uvek svraćao u Intersport. Naravno, kamp oprema levo desno i ja počinjem da kupujem kamp opremu bez njenog znanja. Malo po malo. Malo po malo. I a u tome je, u tu priču me ubacio njen zet koji je profesor na prirodno-matematičkom geografiju, na katedri za geografiju i on je sa studentima išao imaju izlete u prirodu, geografski predmeti i ovo, i on kaže, kupio sam dobar McKinley u Intersportu, možeš da vidiš. I onda mi kupi McKinley i ostavim sve, to je stojalo na vidnom mestu da bi dao do znanja da se bude neka iskra. Da, uvodi mi u priču. Ja sam kupio sve, ona nije to primetila i u jednom trenutku ja kažem, idemo da kampujemo. Kako ćemo, šta ćemo, kuku, lele, držno, daj. Eksploziju kući. Da, eksploziju, gde ćemo, šta ćemo. I tako mi saznamo, uđem ja na forume, na internet, saznam za Evridiki. Meni je bilo važno da dođem u kamp da ima srpske ili makedonske dece zbog ćerke, da ima društvo. Šta je osnovni problem porodica kad odemo u hotel i sad je to paralela, projekt kontra apartman ili kamp. Da, i komunikacija je dosta druženje. bitna. Na ovaj odgovor možemo да се надоврземе што точно конкретно за тебе значи кампување. Evo, šta znači? Sad je to, ajde da ne kažemo, da ne filozofiram mnogo, da ne ispadamo nešto sad tu mnogo pametni, ali je kampovanje je način života, način razmišljanja, sagledavanja stvarnosti i osjećaja stvarnosti. Znači, prvo, mora da budeš komunikativan, da imaš osjećaj slobode, osjećaj za druženjem, to ti pruža kamp. Drugo, osjećaj poverenja i solidarnosti, jer ne možeš da budeš kamper, a da budeš solo igrač. To... Ili da budeš loši čovjek. Sad, na primjer, moja žena, moja supruga, 1000 puta rekla, zašto sam došla na more, tebe nema. Ja pođem, kako vi kažete, od Prikolke na plažu, ajde komšu svrati, ajde komšu ovo, ajde da pomognemo, ajde ovo. To je to. Tu nema neka velika filozofija. Znači, osjećaj slobode, nesputanosti, osjećaj zajedništva i osjećaj da možeš uvek nekom da pomogneš i da se ne plašiš, da ti neće biti, da će ti biti uskraćena pomoć. Точно, тоа е обострано. Da. Како помагаш, Apsolutno. така Dobro se и dobro ти vraća. помага. Evo primjer, ja sam prvi put seo da vozim kamp Prikolicu od Niša prema Evridikiju i to sa Mazdom dvojka. Avantura. Тоа е било мука. Pa muka, ali, znaš, što manje znaš, manje si svestan opasnosti. Tako. Тачно. Dolazimo na recepciju, tu se pozdravljamo levo, desno i kaže Lefteri, evo Dragan, ovde ti je mesto, uđi polako u rikverc i to je to. Tu su dva momka koja su pričala sa Lefterijem na recepciji, kaže, daj ključ. Jedan kaže, uze mi ključ, uze Mazdu, sede, okrenu tu, drugi uze, kaže, daj da otvorimo, Bobi iz Skoplja i Darko iz Skoplja. Naši prijatelji, sad posećujemo se za Uskrs, za Novu godinu, od 2017. smo svake nove godine Uskrsa u Skoplju. To je već druženje par excellence. Значи, дружењето не завршува додека сте на одмор. Апсолутно. Туку веќе од пријатели на одмор Апсолутно. завршуваме со куќни пријатели. Apsolutno. А пошто младите се тука како што треба, може да завршат и како родбина. Може некој кум, побратим, Apsolutno. со време ќе A види. naša ćerka je prvu novu godinu sama dočekala sa drugaricama u Skoplju. Sa Angelom, Ninom i ne znam, devojčice, prvi put je da je izašla sama. To je već, što si rekao, to je pokazatelj da jedno naizgled upoznavanje kampersko preraslo u jedno dugogodišnje iskreno prijateljstvo. Тоа е To u apartmanu ne može da nađeš u hotelu. шанса.
Ја то знам. Да. Да можеме да представиме Апсолутно. публици. Да. И ја, откад смо кренули да будеме кампери пред 10 или 12 години, не знам ни ја тачно кад е то било, јас сам после тога био 2 пати у апартманима приликом возили смо се мотором и ајде идеме у Албанију, оцели по 10 дана и сам се опет вратил. Сад можда ќе да буде опет неки апартман кад кренеш нели с мотором не можеш да будеш увек ту Да. везан, али кад би требало да бирам или кад не би имали где да идемо, камп дефинитивно, ја то причам кад не би имали где да идемо, генерално кад кренемо негде имамо цилј да завршиме неки посел и да се вратиме у нас. Апсолутно. Ако нема посла и такве ствари, камп е број 1, дефинитивно. Само да ти кажем, сад си ме нагнал да šta sam pomislio. U stvari kad pogledaš, kamp te uči jednostavnosti. Ne komplikuješ sebi život, lupaš glavu u apartmanu. Nama je bio problem dok smo bili sa ćerkom u apartmanima. Prvo, da li će klima da bude iznad prozora, da li neće, da li će da bije u dete u glavu ili zavrat. Onda, dosadno mi je, dođemo sa plaže, daljinski crtani filmovi 20 kvadrata. i kraj priče. 20 kvadrata. A ovde dok je bila manja, viđali smo je samo dođe, kaže mama gladna sam. A ne dođe i sama, nego dođe sa društvom. Научи да живи Апсолутно. самостално, што с тим се Апсолутно. слажем у потпуности. Сад има едно питање кое не дешава се често у току лета. Кад буде страшно неве, јас сам тоа искусио еден пат, за ових 10 година, мислим да сте искусио више пута. Како то изгледа у камп? Da ti kažem, strašno nevreme smo iskusili posle korone, mislim da je godina posle korone, naši mnogo dragi prijatelji iz Skoplja, dragi Slavica i njihov si Stefan, odlaze sutra dan i ajde da pravimo roštilj i kod nas roštilj. A još nisam sredio bio plac jer je, kako vi kažete, bila velika dupka. Треба да се то попуни, Да, да се да, да. поравна. Počinje roštilj levo desno i otvara se nebo. To je takva kiša, to je baš, što ti kažeš, nevreme. Imamo snimke, nego na tom i u drugom telefonu, gde mi jedemo, a su nam noge na gajbicama. To teče dole. I to se pamti. Inače, kad je to je jedino nevreme što smo onako, i vatreno krštenje smo imali, dolazimo 2016. Orah ispod recepcije, tu smo imali smeštaj i noć otvara se nebo i zemlja, Nikola. To je takva kiša. Boško nas teski sa leve strane, a Nikola iz Skoplja sa desne strane i mi celu noć ne spavamo, zatežemo cerade, nešto, umekinili smo šatoru, naravno, ništa nije ušlo. Ujutru moja žena plače, hoću u kući, to je blato, to je katastrofa. Nailazi Stefan gazda i gleda i ovako i viče, Tanja, ona plače, a on kaže, mikroperipetija, kao da ne brine, mala komplikacija. To je bilo nevreme i tad inače, ovo skupljanje prašinja, ovo je fajtovanje. Јас се сеќам пред едно 6 година, а можда и 7. Nije bila ova konstrukcija koju imamo sada, bila je malo A to kad su manja. potoci išli ovde, a? Da. I obično kad usidrimo, Da. neli, s kanape Konstrukcija. sve, ali otac mi zaboravio da iskopa rov. Kanal, da. Ponovo, on iskopao prvi put, neće biti kiša, slobodno, nije problem. Ja došao prvi, drugi dan, treći dan sklopilo se nebo, mi u prvom redu, kako dunel tamo, tako letušatovi. Da. Pokuplja i sve, krenula kiša. Voda je bila do prikolice. Pošto smo bili dvojice, jedan ode na plažu u kese, skuplja ne kamenje, skuplja pesak, Veselo. vezuje kese Kontrateg. i radimo rovove. Da. Da ne bi ušla voda Da. što brže. Pa jedno dobrih
4, ako ne i 5 sati aktivnog rada i na kraju smo uspeli da nam ne uđe u kamp. Ali to je iskustvo više, koje pamtiš i to je sad, dolazimo opet na prapočetak. Šta je kampovanje? Celog života učiš nešto. Iskustvo. Tako? Tačno. I onda pojednostavljuješ život. Ideš prema rešenjima koje su jednostavnije. Baš su me nedavno pitali šta nosiš u kampu. I ja kažem ovako. Nosim 4 gaće, jednu doljnu majicu za ne daj Bože, jedan par šorceve, jedan Texas i 3 para kupaće. I kako? Ja sam celo dana u kupaći. Završim s plaže, odem i stuširam se, vratim se unazad, obučeš gaće, obučeš šorc. Vika, a majice skakaju, pa šta će ti kad te vruće? I sve to ne iskoristim za 10 dana. Sad dolazimo opet na tvoje pitanje na početak, zašto kamp? Znači, nema stresa, osjećaj slobode. Moja supruga je prvi put u spavačici bila, sedi, pije kafu i kulira. Idemo sad da napravimo paralelu sa nekim hotelom i nešto da izađe ili tvoja supruga ili moja supruga u spavačici, u gaćicama, da sedi da pije kafu, rećeš, čudno. Ne. Ovde nikog ne interesuje na taj način. Osjećaj slobode, ležernosti i, brate mili, nemaš stres. Sada, pazi stres. Šta je stres? Sad pomislim da ja treba da opet dođem u 4 zida, tako, da u 8 i 10 svako jutro komšija polazi na posao, pip, 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 isključuje alarm od automobila i kraj priče. Ja jedinu manu koju imam za kampovanje, i to je dosta velika mana, što ne mogu da ostanem jedno 4 mjeseca, nego moram na po 10 dana da odem pa da se vratim. Ja bi 4 mjeseca ostao, ali u ovog trenutka obaveze mi ne dozvoljaju i s tom činjenicom sam se pomirio. Imaš vremena, još si mlad. Da, ali mi je plan da kad dođe maj, dođem, postavim se i 15. septembra se vraćam. Kao Steva i Krstevski i Sneža. Se vraćam unazad. Ko voli, dobrodošao izvoli. Apsolutno, ja to kažem. Družit ćemo se. Da. Dosadio ti odmor, ajde kući u Makedoniju. Ja sam 3 puta do sad bio. Ovo mi je 3. put da dolazimo od juna meseca i sad kad vratim suprugu i ćerku, pošto mora da radi, ja dolazim do 15. da zatvorim kamp. I to je negde otprilike najmanje ove godine, oko 60 dana će biti. Hoću da daš neku poruku mladima o kampovanju i slobodno se okreni prema tom kamerom. Šta da ti kažem, sad mladima nešto pričati, ovim mladima je malo teže, jer ja mog sina ne mogu da ubedim. A kao mali sam ga vodio sa izviđačima i ušao je u tu priču, ali, aj nek rizikuju. Nek rizikuju. Nek probaju, pa onda nek donose sud. Predrasude treba razbijati. Ja mislim da su mnogo predrasude za kamp. Evo samo primjer. Moja asistentinja sa posla je otišla prvi put u životu pre par godina sa ćerkom u Crnu Goru, ćerka je izviđač, na primjer vođa izviđač tamo. I ona je došla i rekla, doktore, ja tek sad vas razumem. Koliko je tamo bilo? Znači, bez predrasuda, probajte, nećete se popraviti. U principu, jedna reč, rizik. Pa, vidi, a mora to da nije rizikuje rizik. jednu godinu. Da, ali to nije rizik. Neki da se upustaš u prvo, iskustvo više, što znači bogatiji si za neko iskustvo. I onda možda napraviš komparaciju pro et kontra. Neki, kad im razbiješ predrasude, kaže, pa ovo je dobra stvar. Njena, izvini, od supruge koleginica na poslu, kad su došli, oni su bili leptokari. Kaže, pa ljudi, pa njihovo kupatilo je, pa vi nemate pojme kako to žena non stop čisti, to, znaš. Znači, možemo mi da pričamo što hoćete, dok ne vide, dođite, vidite, onda ćemo da pričamo.
А пошто кај нас у Македонија се вика вака, ризикот го ствара капиталот, Да. ве покануваме еднаш да пробате дали тоа ќе биде шатор, дали ќе изнајмите камп Приколка, дали ќе изнајмите камп Комбенце. Пробајте бар на Апсолутно. 4 дена, осетете го мирисот на море како што треба и направете компарација помеѓу апартман и камп. Драго ми беше. Драго и мени, многу ми е драго што си ми дал прилику да попричам, да скептици увиде да... Јас ти надам да си ти направио феноменалну репортажу о кампувању, да ćemo да им разбијемо све предрасуде и неког, макар да... Jedan да доđe идуće godine, ти ја смо победили. Се гледам, хвала. Добар ден. Ден 6, 2 август и честит Дирли на сите. Планот за денеска не е нешто специјален. Вчера до покасно снимавме, моментално ги прегледувам снимките и сликите што имаме сликано денови на комплет. Конечно ветерот е помал денеска, сигурно ќе го дигнеме дронот ако не се нешто промени. Стандардно си правиме доручек, сендвичиња. Со што? Сендвичи си сендвичи. С саламичко, с качкавалче и с куленче. И на Николу с маргаринче. Ја не ќе маргарин, сам. Локомадес. Па не се да локомадес. А изволте, Ала. да не заслабне жената. Има мала промена у планот. Лазањето ќе го оставиме за утре, а вечер идеме за паралија, така да, пошто е 2 август, сигурно ќе има многу гужва, но ќе видиме како изгледа уствари таму. Заврши денот, плажа, снимавме нешто низ кампот. Сега ќе идеме паралија, да пробаме и таму гиротот, дали ќе не разочара или нема да не разочара. Се гледаме таму. Стигнавме у Паралија, нашиот совет кога ќе дојдете тука е да се паркирате негде околу стадионот, посади стадионот, бидејќи е ненормална гужва. За разлика од Лептокарија, овдека баш има луѓе, така да совет паркирате се таму, за да може полесно да си ја најдете колата после тоа. На самиот влез од читалиштето во Паралија започнува авантурата во Луна паркот. Шарени светла, рингишпили и игри кои ја будат детската радост кај сите генерации. Додека децата уживаат во атракциите, возрастните може да ја почувствуваат енергијата и магијата на летните вечери покрај море. Луна паркот е местото каде што забавата никогаш не запира и секоја прошетка станува незаборавно доживување. Даваме и трета шанса, така да ќе видиме што може да биде. Hello. All this is with Bluetooth. Isabella. She is Bella. Okay. Nice to meet you guys. Where are you from? From Macedonia. One Nice. chicken gyro, one pork gyro. You mean this, yeah? The second big or the normal? Yeah. Yeah, the normal. Two large. Two large. One chicken, one pork. One chicken, one pork. Two cokes. That's okay. Two cokes. One with tzatziki, potato, salad. What? The pork. The pork. The pork one The with, one. with tzatziki. Only what you want inside. Only Yeah. tomato, Salad, tzatziki. salad, tomato, Okay. onion, Okay, onion. potatoes. All without man. This is perfect. In the second one, only tzatziki and potato. The chicken one. Okay. And two cola, yeah? And two colors, yes. Thank you very much. Услуга 10 од 10. Искрено. Може би и затоа што снимаме па не се реагира од каде сме. Али чисто сумњам.
услуга 10 од 10. Ќе видиме вкусот. На доаѓање у Паралија највкусното гиро кое го имам јадено е тука. Така да највкусното гиро кое го имам јадено е тука од сите места, али беше пред многу години, сега ќе видиме дали ќе го оправдаат и вкусот како и услугата што е перфектно. Се гледаме. Сега иде финално проба. За разлика од предходните две места, овдека е феноменално. Моја рецензија, дефинитивно 10 од 10. На Ангела не се свиѓаше дзадзикито, пошто принципо на неја да павлаки и такви работи. Иначе лепчето, месото сочно, добро зачинето, дефинитивно препорака. Ред сос у Паралија. Шеталиштето во Паралија е срцето на ова мало приморско градче. Редови дуќани со сувенири, облека и локални производи кои го будат интересот на секој турист. Навечер улицата оживува, а уличните свирачи создаваат весела атмосфера со музика и настапи што го прават секој чекор посебен. Во центарот на се гордо стои црквата Света Параскева, изградена кон крајот на 19. век. Таа е посветена на светицата и заштитничката на Паралија и представува духовен и културен символ на самото место. Со својата убавина историја, оваа црква е едно од најфотографираните и најпосетуваните места на оваа шеталиште. Дефинитивно немаме среќа и се откажувам од летењето на дрон, пошто кога и да го пофалам времето, се случува ова. На плажа идеме без сунцовран, не е ладно, дува ветер, но не е се услови кои ние ги бараме, така да идеме во тоа горе каменото село. Ќе се прошетаме таму, ќе ви сликаме, ќе ви снимаме како изгледа, има некои ресторани колку се сеќавам, пошто имам идено еднаш. И е преубаво. Па ќе видите репортажијата. Оваа место, кое сега се апартмани, се наоѓа веднаш до нашиот камп. Истражив на Google, но не успеав да најдам никакви информации за него, нити како се вика или колку чини една ноќ. Јас ова место го познавам како една руинирана дупка, во која од време на време во самиот двор на затворениот ресторан се организираа мали свадби. Но сега пропаднатиот ресторан се претворил во место за престојување кое е направено со највисоки стандарди со преубав поглед на морето. Ова е хотелот Дион со 5 звездички, што може да видите внатре. Еден од најпрестижните хотели на Егејското море, овој модерен комплекс располага со повеќе базени, приватна плажа со фин песок, прекрасно уредена градина која што нуди мир и релаксација. Сместувањето е во елегантни соби и луксузни апартмани со поглед кон морето или кон планината Олимп. Совршен избор и за романтичен одмор и за семејни моменти покрај Егејското море. Се спремивме и одиме на кај селцето горе што е на планината. Што видовме на интернет, убаво место за сликање, шетање и такви работи, останува да видиме дали сме во право дека се гледаме таму. На падините на планината Олимп, на околу 700 метри надморска височина, се наоѓа живописното село Палеос Пантелеймонас. Ова е селото Пантелеймонас. Селото е вистински бисер на традиционалната архитектура со тесни калдрмисани улички, камени куќи и балкони полни со цвеќе. Срцето на селото е неговиот плоштад, каде што посетителите можат да застанат во некоја од традиционалните таверни, да пробаат локално вино или домашни специјалитети. Посебно место зазема црквата Свети Пантелеймон, изградена во 16. век, која не е само духовен центар, туку и символ на селото. Пантелеймонас е место каде што времето изгледа застанало. Комбинација од природа, традиција и духовен мир на самото подножје на митскиот Олимп. Седнавме моментално у една таверна покрај црквата. Погледот е дефинитивно феноменален, амбиентот е феноменален.
вкусот на храната не знам, ќе видиме сега кога ќе ни донесат. Отидовме по некоја нивна препорака, ќе видиме што ќе донесат. Но исто така и цените им се феноменални, така да. Ако вкусот е феноменален, цената не игра улога. Треба да биде како што треба. На лик, искрено, фантастично, за вкус, ќе видиме. Искрено, пензија за храната. Феноменална. Земавме мешана скара и порција некој нивен специјалитет со овчешко или јагнешко, пилешко и свинско на некои ги печат на стапчиња, па ги ставаат тука, не знам по кој. Прв пат во животот пробувам колбас со изгледа као украински, структурата му исто украински, а внатре чудно зачинет со вкус на мајчина душичка. Искрено феноменално. Феноменално. И не сме македонци доколку не си земеме спакувани за дома. Сметката е 43 евро. А по-големи порции да се? Парагон блок и искрено двајца тоа не може да го изедат, така да ако случајно дојдете тука, земете една порција нешто, ќе биде доволно за двајца. Вкусот феноменален, 10 од 10. Се надевам дека уживавте заедно со нас изминативе денови. Доколку имате било какви прашања поврзани со кампингот, слободно напишете ги во коментари. Доколку ви се допаѓа ова видео, слободно споделете го, кликнете лайк. И се гледаме во некоја наредно видео. Поздрав! Чао!